Општина Боговиње со околу 23.000 жители е сместена во срцето на Полошкиот регион. Во неја спаѓа и Камењане, каде сред село очи боде огромно бетонско здание. Всушност ова е недограден дом на култура, за кој и жителите не знаат зошто никнал. Где видиш дом културе? Тоа е обична зграда. Ту не знам колку квадрата има ту, али сигурно ту има више од 200.000 евра. А што ви е вам најнеопходно? Дали ви требаше баш дом за култура или можеби нешто друго? Требало, знаеш шта е, требало е ту. Требало е ту една мини болница и една 30 кревета. То би, после тога ми би улучшило културу. Ove su partijski problemi. Pravu nešto, ne pravu ništa. Počnu nešto, ne počnu ništa i tako dalje. To nije trebalo. Treba ljudi za to. А што вам најмногу ви е потребно? Pa treba ambulanta, bolnica i sve. To je trebalo. To za kulturu nema ambulante 24 sata. Sad imamo samo do 4. Pa treba sve. Sve treba. Дали дом на култура е приоритет? Pa da, ako se završi. Ako se završi, normalno. Treba i ovde jedan dom kultura, normalno je to. I ovde ima mladите. Но објектот е далеку од готов, иако камен темелник е поставен уште во 2019 година, кога на чело на Министерството за култура беше Хусни Исмаили од Алтернатива, актуелен пратеник во собранието. 4 години подоцна, Исмаили во изјава за 360 степени вели дека инвестицијата била оправдана. Кога можат помали градчиња уште од комунизмот да имаат културни домови, зошто да нема и Камењане? Мојот мандат како министер заврши, а зошто домот уште не е пуштен во употреба, сега е прашање за друг. Исмаили по потекло од Тетово, но вели дека инвестирањето во село Камењане не било заради додворување на гласачите. Лично најмногу труд сум вложил во манастирот Трескавец и успешно го завршив. Што би ме интересирало мене тоа? Јас сум муслиман, албанец од Тетово. Но тоа е културно наследство. Јас сум горд што секаде подеднакво сум помагал. Не може да гледаме само околу својот двор, околу своето племе. Домот на култура во Камењане е само еден пример на промашена инвестиција во име на регионалниот развој. Државниот завод за ревизија ја анализирал успешноста на рамномерниот регионален развој од 2019 до 2021 година, за да добие одговор на прашањето дали е обезбедено ефективно намалување на нееднаквоста во и помеѓу планските региони во земјава. Констатирани се поголем број на неправилности, односно состојби, и тоа кои се однесуваат на ненавремено донесување на планските и програмските документи и особено што е значајно потребата од нивно аџурирање согласно резултатите од спроведениот попис на населението во 2021 година. Ревизорите констатирале дека и електронскиот систем за координација на планирањето sirera.mk не обезбедува сеопфатен приказ на податоци и дека од него не може да се утврди стратешкиот приоритет на поединечните проекти. Ревизорите констатирале и дека не се издвојува законски предвидениот минимум за рамномерен регионален развој, односно 1% од буџетот. Заводот за ревизија и ревизорите одат по формалните документи кои се такви. Ние имаме проблем во евиденцијата. Ние трошиме многу повеќе пари од 1% од бруто домашниот производ, но тие не се евидентираат во регионалниот развој. Зошто? Заради немарност, заради шифри, повеќе причини. А и она што се троши, според ревизија, не се прави во согласност со степенот на развиеност. Така, Скопскиот регион на место 7,2% добил дури 26,2% од колачот. Спротивно на тоа, Североисточниот регион како најнеразвиен требало да добие 17,3%, меѓутоа остана со само 8,4% од парите. Како да се смени овој тренд? Ќе се смени со почитување на критериумите. И Скопскиот регион има подрачја кои што треба да црпат средства за регионален развој, кои што се запоставени, запуштени.
Како да не спомнувам едно рачино, се уште нема организација за изнесување на смет. Друг феномен, според ревизијата, е што од програмите на министерствата, животна средина, например, најмногу средства алоцирало во Полошкиот регион, додека пак Министерството за локална самоуправа во Пелагонискиот регион. Случајно или не, двајцата министри од 2019 до 2021 се токму од регионите во кои нивните ресори инвестирале најмногу: Насер Нуредини од Тетовскиот крај и Горан Милевски од Битола. Според јавно достапните податоци, Министерството за локална самоуправа под програмата за регионален развој, меѓу другото, изготвило основен конзерваторски проект за реконструкција на катедрална црква над Битола, стара 1000 години. Друг проект е изработка на техничка документација за локален пат од Магарево до Националниот парк Пелистер. Ова е така наречената царска црква за која тогашниот министер за локална самоуправа, Горан Милевски, одвоил пари за основен проект за конзервација. Сега тој вели дека од позиција на амбасадор во Словенија не може да зборува за претходните политики. Во кусиот телефонски разговор ни кажа дека и конзерваторскиот проект за катедралната црква и техничката документација за локалниот пат кон Националниот парк Пелистер биле во функција на развој на туризмот во Пелагонискиот регион. Но тој вели дека Пелагонија не ја опфаќа само неговата родна Битола и дека имало проекти и за Крушево, Ресен и други места. Што и докаде е реализирано, зависи од други ресори, вели Милевски. А како што можевме да посведочиме на терен, потрошени се пари за проекти, но катедралната црква е всушност параклис, а нов пат од Магарево до Пелистер нема. Животна средина пак, под буџетската програма Унапредување на животната средина, трошела пари за фекални и канализациони мрежи во Полошкиот регион. Зошто такви инвестиции и зошто токму во Тетовско? Сакавме да го прашаме екс-министерот Нуредини, но до објавувањето на сторијата не успеавме да стапиме во контакт со него. Дали министерствата се обврзани да внимаваат на равномерниот регионален развој при спроведување на нивните инвестиции? Значи, законска обврска нема, но оно што е многу битно е тоа што самите програми кои што ги доставуваат, оно што сакам да го напоменам е дека тие програми, иако имаат некоја развојна компонента, сепак министерствата тргнуваат од нивните стратешки цели и определби. При тоа не земајќи го во предвид развојниот индекс, затоа и даваме таква препорака до владата да иницира за да може да се вклучат. Ревизијата препорачува да се направат стратешки приоритети соодветно на пописот, а Министерството за локална самоуправа да ја ажурира стратегијата за равномерен регионален развој и парите да се инвестираат соодветно. Дали според вас соодветен проект за регионален развој е изградба на дом на култура во село Камењане, Тетовско, или, на пример, изготвување на конзерваторски проект за реконструкција на црква во Битола, што го поднела вашата матична институција, Министерство за локална самоуправа? Не, по мене не е во ред. Гледајте, парите во регионалниот развој се трошат преку планските региони, најголемиот дел. Овие директни. Планските региони на своји форуми, составени од представници од сите општини во регионот, невладини организации, институции, одлучуваат кои проекти ќе ги понудат кон нас за финансирање. Затоа говорам јас, и понудените проекти кои што ги добиваме не се на нивото кој ние го посекуваме. И ние ќе подготвуваме нова процедура за промена на тој начин на предлагање и на избор на програмите кои ќе се финансираат. Бидејќи јас лично не сум задоволен од тоа што се случува на тема. Пенов најавува ажурирање на стратегијата согласно бројките од пописот. Главната поента е како со тие пари што ги вложуваме, 100 денари вложени во неразвиено подрачје да донесат 300, а не 100 денари да се вложат и да нема никаков импакт. Како?
Тоа прашање не го решиле нити врвни светски економисти. Значи дека нема да го решите ни вие? Ќе се обидуваме. Ако нема видлив резултат, нема да запрени иселувањето од помалку развиените места. А според пописот, два плански региона, Вардарскиот и Југоисточниот, веќе се под европскиот стандард од 150.000 жители, додека уште два, Источниот и Североисточниот на граница, што би можело да води кон укинување на некои региони и рекомпонирање на мапата. А во таква ситуација, картите ќе треба да се делат одново.